Последни вести за денеска. Основното јавно обвинителство Гостивар до судијата за деца во Гостиварскиот суд поднесе барање за поведување подготвителна постапка и предлог за определување мерка притвор за 15-годишно дете во судир со законот за кое постои сомнение дека сторило продолжено кривично дело силување дете кое не наполнило 15 години. Осомничениот во неколку наврати, искористувајќи отсуство на родителите, намамувал 5-годишно девојче во куќа и вршал облјуба врз него. Судијата за деца денеска го прифати предлогот и определи притвор за детето во судир со законот. Родителите на загинатите во трагедијата во Кочани, заедно со голем број граѓани, денеска во молк маршираа низ улиците на градот, барајќи правда. Ним им се придружија и голем број граѓани кои со солзи во очите и фотографии на загинатите враце, но и транспаренти на кои пишуваше корумпираниот систем ги уби нашите деца, побара одговорност за трагедијата. Прашања валидни. Кој губи мојот ангел? Кој губи мојот херој? И кој ги пеплоса тие ангелски лица? Премиерот Христијан Мицкоски во обраќањето пред постојаниот комитет на парламентарното собрание на НАТО кажа дека е потребен механизам за спречување блокади по билатерална основа, како гаранција за зачувување на колективните цели на алијансата. Работиме на подобрување на стратешкото планирање, цивилната контрола врз армијата, модернизација на опремата и транспарентност во управувањето со одбранбените ресурси. Сметам дека треба да се размисли за воедување на механизми, каде нема да се дозволи билатерални спорови да бидат пречка за остварување на колективна и заедничка цел. Ако ние сите заедно чуваме куќата, тогаш и заедно имаме право да си ги кажеме нашите проблеми, разочарувања и очекувања. Добро е што лидерите на двете најголеми политички партии седнаа да разговараат за најважните државни прашања. Ова за Канал 5 го изјави поранишниот председател на Собранието Тито Петковски, за кого обвинувањето на ДУИ за наводно изолирање на албанците од политичките процеси представува само несрекна политичка изјава. Андријана Лазова-Божиновска на темата. Националните прашања се решаваат со соработка и широк консензус. Добро е што по долг период власта и опозицијата имаат заеднички пристап, особено во време на предизвици, изјави за Канал 5 поранешниот председател на Собранието Тито Петковски. Тој смета дека средбата меѓу премиерот Мицкоски и лидерот на СДСМ Филипче треба да е вовед во целосна парламентарна кохезија кога станува збор за најважните државни прашања. Потенцира дека покрај актуелните теми на агендата треба да се и евроинтеграциите, со цел што побрзо да се најде консензус и за ова стратешко прашање. Мене ми е навистина драго што после долго време сум сведок и граѓаните на Македонија дека политичарите, особено на најодговорните и најголеми парламентарни партии, веќе почувствувале потреба дека не можат сами да одговорат на сите предизвици на времето и дека навистина им треба меѓу себе да соработуваат. Од секојаш што мислел сега уште повеќе, дека ова е вистинскиот начин на градење државна политика. Обвинувањето од албанските опозицијски партии дека ВМРО, ДПМН и СДСМ одржале моноетничка средба, според Петковски е неосновано. Вели дека во Собранието од секогаш имало меѓупартиски разговори и на никој не му е забрането да седне на заедничка маса, особено кога има и јавна покана. Никој не е исклучен. Овде во прашање го почувствува дека е тоа во прашање малку суета, зашто немале примерен интерес иницијаторите на оваа среда, сите партии прво да седнат заедно. Демек нешто се крие од партиите од албанскиот политички кампус, доколку двајца председатели на партија. Колку што видов, ние знамо од парламентарните партии, не беше присутна на разговорот, така да исклучени се тие шпекулативни теми кои сака да ги наметнат од познати причини, дуи тоа го прави.
На првата тет-а-тет средба Мицкоски Филипче во четвртокот беше постигнат договор за формирање на работни групи, кои според најавеното ќе бидат составени од експерти кои ќе помогнат во кроење на законите од реформската агенда, со фокус на правосудството, енергетиката, здравството. Кога ќе почнат со работа за сега нема информација, а не се знае ниту дали наскоро ќе има лидерска средба во поширок состав. По јавните повици од Мицкоски и Филипче, другите парламентарни партии немаат конкретен став дали се за или против да се организира. Единствено собранискиот спикер Гаши кажа дека тој со задоволство би бил домакин. Лоша вест за оние кои со нетрпение го очекуваат сонцето и топлото време. Според метеоролозите, од вечерова и наредните денови ќе има огромен пад на температурите, а зимата и снегот ќе ни се вратат на неколку денови. Оваа вест е неповолна и за земјоделците кои веќе имаат штети поради ниските температури и мрзнењето на дрвјата кои се расцветани. Утре ќе преовладува претежно облачно време со врнежи од дожд, додека на повисоките места врнежите ќе бидат од дожд и од снег. На планините врнежите ќе бидат од снег и се очекува да се формира и снежна покривка со дебелина некаде од 10 до 15 сантиметри. Во текот на денот ќе дува и засилен северен ветер, наместа ќе достигнува брзини над 70 км на час. Сето ова ќе предизвика и температурите значително во попладневните часови да опаднат. Така, например, и во северните делови, во некои од пониските места ќе е можно да има и врнежи од дожд и снег. Утре минималните ќе бидат во интервал од 2 до 8, додека дневните ќе достигнат од 5 до 13 степени, со тоа што највисоките температури ќе бидат се уште во јужните делови од земјата. Во Скопје и околината претежно облачно со врнежи од дожд и со засилен северен ветер. Кон крајот на денот на околните планини во Скопскиот регион врнежите ќе преминат во снег. Минималната температура ќе биде околу 7, додека максималната ќе достигне до 8 степени. Со оваа информација ги завршуваме вечерните вести. Останете со Канал 5. Пријатна вечер.